Програма што не се препорачува за деца под 12 години, за чие следење неопходен е надзор од родител или старател. Дојдовте. Нема ништо пострашно на светов како среќен брак. Само Господ, мојот маж, можеше да ми подари вакво просветлување и тоа на денот на нашата сребрена свадба. А јас треба да му заблагодарам што ми овозможи да уживам 25 години во сопствената глупост. Да му се заблагодарам за се, дури и за синот, кој е ист татко му, заводник и мрза. Што си мислеше ти, дека во последен момент ќе откажеме нашата сребрена свадба, најочекуваниот маскенбал на годината? Не сакаш да одговараш, не сакаш да зборуваш како што прават сите луѓе на светот. Добро. А па да, ти си над нив. Дури не сакаш ни да ме погледнеш в лице. Добро. Можеш да си останеш така и до крајот на животот, но мене вечерва ќе мора да ме ислушаш. А вечерва се овде сите. Сите кои нешто вредат и тежат во оваа земја, сите освен сиромашните. А ти, пред 25 години се заколна дека целиот свој живот ќе го посветиш на подготовката на нашата сребрена свадба, на најсреќниот брак на светот. И еве, стигнавме. Музика! Домашни странски, 100
80 kilogrami kavijар, 60 вештачки бикови увезени од Јапонија, вкупното национално производство на мисирки и алкохол. Доволно да се реши стамбеното прашање на народот. Ова се твои изјави за медиумите, но не се големо претерување. Туристите протестираат зашто во хотелите има место само за оние што ќе покажат наша покана. Властите го предупредуваат населението од секако вид престапници, обични политичари, функционери кои пристигнуваат уште од понеделникот, привлечени од соопштението дека ќе има општо народна веселба. Има над 60 притворени. И дојде крај на оваа земја. А вечерва се овде сите. Дури моите пријатели, литерати, интелектуалци, поети. Тие го прифатија понижувањето да се пресоблечат како пингвини, само за да ме придружуваат во мојата најславна ноќ. Ми доаѓа да си ја искршам главата кога ќе помислам дека мајка ми е единствената која нема да дојде вечерва, а единствена што заслужува. Само затоа што навреме ме предупреди дека единственото бесплатно нешто во животот е заборавот. Тука и таа. Па се разбира таа пред сите. Што си мислеше ти дека толку ќе се понижам и нема да ја поканам? Па кога можеше да ни укажува чест на толку многу годишнини, не гледам зошто да не ја поканам и на оваа која најмногу ќе се памети. Последната. Музика! На здравие, на здравие, на здравие! О, на здравие, на здравие! На здравие, на здравие! На здравие на сите! Кој ќе речеше дека по 25 години ќе има уште еден 3 август? На овој ден, во овој час, излеговме од капелата на црквата Свети Јаков. Свети Јован гостолюбивиот. Ти во облека, во кошула со шиена од вреќи за брашно, со сноп класје и марка на фабриката отпечатени на грбот. А јас во облека на калуѓерка, 2 пати поширока од мене, за да не се забележува мојата состојба. Слушнав како некој на минување рече: уште малку ако почекаат детето ќе им биде кум. А небото беше некако розово, полно со црни птици кои грака и лета во кругови над нашите глави и тогаш ти изјави, иако сега одрекуваш, дека Јулије Цезар никогаш не би се одрекол под ваков кобен предзнак. Но ти успеа. Најчудно е што ти успеа. Не знам како да се изразам. Успеа да ме направи среќна без тоа вистински да бидам. Среќна без љубов. Знам,
Знам дека е тешко да се разбере, но не е важно. Јас си се разбирам. И сега очекуваш да ти се фрлам во преградка и да ти се заблагодарам за се? Да ти ја искажам мојата вечна благодарност што ме прекри со злато и слава? Еве ти на! Ми отиде животот без трага. Без трага! Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera y un par de claveles al pelo pendrío lleva mi romera y la carreta que va delante, 1000 campanilas que va sonando, hasta las ruedas jaquen su cante por quellos días. Кога прв пат патувавме со ноќниот воз од Женева за Рим, имав околу 30 години. А за тоа време беше многу, дури премногу. Момчињата велеа, видија, старка има 30-ка. Точно имав 30 години. Во возот вечеравме на свеќи, игравме карти со еден штото ковенчан пар од Швајцарија. Тие сакаат да изгубат во играта за што побрзо да појдат в кревет. И ние појдовме в кревет. Ти заспа веднаш. А јас стана во 6. Среќна, зашто ќе ги видам знаменитостите на Рим. И не знам што ме натера да се погледнам во огледало. Каков ужас. 5 години повеќе. Не помагаа никакви маски од краставици, топли облози од плацента, ништо. Всушност не се работи за старост на кожата, туку за нешто непоправливо, нешто што и се случува на душата. Да не се разденуваше, ќе си останевме вечно млади. Точно е, луѓето стареат само кога се разденува. Исто како на фотографиите. Ќе ги погледнеш после една година, како да поминале 100. Ги мразам фотографиите. А толку ги сакам возовите. Па возот е единствениот хуман начин на патување. Што авионот? Авионот е чудо. Леташ брзо, пристигнуваш само со телото, но не и со душата. Потребни ти се неколку денови за да ти стигне душата. На здравие! На здравие! Не зборувам со тебе. Ако за нешто треба да те осуднат на судниот ден, тоа е затоа што имаше љубов дома и не знаеше да ја препознаеш. Porom pom pom, porom porom pom perom pero, porom porom pom perom perom, porom porom pom pom, porom pom pom. Ne! Ribi! Ribi.
Sebi дала. Sebi дала да сме сега во колибата крај мучуиштето. Ао, да ги ловиме вкусните мириси на тазе подготвена риба. Да ги слушаме страстните воздишки, љубовни, среде бел ден. Да спиеме заедно во иста мрежа и да остане место уште за двајца. Јас и мајка ми знаевме дека си црна овца во семејството Хараис де ла Вера, дека си се откажала сјајот и славата на твоите предци и тоа ни беше доволно. Доволно за да си ги откриеме душите. Поинаква ќе ми беше судбината да ја наследев способноста на мајка ми. Да можев да ги видам работите пред да се случат. Само таа не се прелажа. Уште оддалеку, кога те покажав пред воопшто да знае кој си ти, ме предупреди. Ова момче има две лица. Едното, кое нам ни го покажува и кое не е добро. А другото лице му е уште полошо. А јас на своите 19 години здрава, бујна, созреана и многу убава. Чиста, невина, полна љубов. Малку зафаќа во говорот. Кралот Карло на кралицата Клара и го украл кларинетот. Кралот Карло на кралицата Клара и го украл кларинетот. Кралот Карло на кралицата Клара и го украл кларинетот. А ти беше вистинска авангарда и за денешнава мода. Со коса до овде, со брада секогаш 3 дена подрасната, уште и вегетаријанец, ништо од алкохол, цигари не, а за јадење ништо што не е засадено, израснато и набрано во градина. Вистински маж, со привилегиран талент да прикажува во колку лоша состојба е светов. Како чичка се закачив за тебе, само за да и тера минајт на мајка ми. Кутрата. Си ги уништи бубрезите работејки како мазга, за да завршам школа прво кај калуѓерките, потоа на универзитет, за најпосле да бидам доктор. Доктор по било што. Само да бидам доктор. И никакви стегачи со копче, никакви гаќи од бело платно, ништо, апсолутно ништо, и чувари на невиноста, ништо не помогна. Едноставно умирав по тебе. За тебе се фрлив и од прозорец го препливав каналот, каливиот канал. Пливав под вода. Знаеш зошто? За да стигнам кај тебе. И стигнав. Се сплотивме, ти отфрлен од твоите родители, а јас од моите, но среќни. Среќни со она што го имавме. А немавме ништо. Денес е обратно. Сега имаме се, освен љубов. Што е среќа? Среќата е љубов. Трае додека трае и љубовта. А кога си влюбен, и смртта е убава. Музика.
И од преголема љубов дадов се од себе. Ги спрегнав сите сили за да бидам достојна на тебе. И еве, ме имаш во овој град, во кој секој е некаков доктор. Јас сум единствениот на некој начин 4 пати доктор. 4 пати со сесонот на мајка ми. И уште англиски за 2 години, француски за уште 2, 2 магистратури. Едната од класична филологија со теза љубомората на Кату, а втората сума кум лауда од реторика и елоквенција, откако си ја поправив дикцијата со методот на Демостен, изговарајќи технички хексаметри по 4 сати на ден со камче во устата. Quis, quid, ubi, quibus, auxilis, cur, quomondo, quando. Quis, quid, ubi, quibus, auxilis, quomondo, quando. Само јас знам ништо се мина љубоморна, да не обрнувам внимание на твоите авантури, анонимните писма. Утрото, кога пристигна полумртво во 6, не беше таков заради тоа што се обиделе да те киднапираат, туку... Ма не е важно, предолг е списокот на твоите бесрамни авантури. Мене ми е седно. Јас го исполнувам она што ти го ветив на венчавката. Не ми е гајле со кого ќе легнеш под услов, тоа да не биде иста жена. Немој да се правдаш дека таа секогаш е различна. Таа за малку со тебе ке славеше сребрена свадба. Таа нема толкав стаж ни со нејзиниот блесав маж, за кого се вели дека оди на бербер еднаш неделно да му ги искастра роговите, а во друштво се фали дека неговите синови ги имаат истите веѓи како Хараис де ла Вера. Немојте да не прекинувате. Кажете им на новинарите дека не знаете каде сме. Да, ќе бидеме овде, зафатени до не знам кога. Ви благодарам. Колку сум глупава. Сега сите вестници ќе објават дека сребрената свадба сме ја поминале в кревет. Па што? И онака не ја пишуваат вистината. Памети некој зашто зборував? Добро, како и да е, не е важно. На крајот на криштата, тој мене ми е маж и оваа расправија е само меѓу мене и него. И никој не треба да се меша, јасно? Многу ви благодарам. Простете. Ке кажам, не се плашам повеќе од твоите примитивни реакции кога ја зборувам вистината. На овој ден се наполнија точно 2 години откако воопшто не сме воделе љубов. Пред тоа многу ретко. Првата година ми се јави од Лос Анџелес по телефон без никаков мотив, а јас буде летинка, тоа го разбрав како честитка. Но минатата ноќ ти беше тука,
читаше до доцна во креветот, а јас листав стари списанија без да читам. Очекував некаков знак. Ништо. Ништо. Не ни се обидував да те заведувам. Ми недостасуваше да зборуваме барем за тоа. И се уште ми недостасува. Дозволи ми на крајот од 2 години абстиненција да бидам барем огорчена, зашто во лудилото во креветот ти мене ме именува со друго име. Не, тоа не беше нејзиното име, не паметам кое. Многу добро знам дека сите си имаат некој друг на кого мислат во оној момент, а кој не. Дури и јас имам. Но никогаш не сум си дозволила да ти го сгрешам името. Секогаш премногу сум те сакала за да те сгрешам. Нормално ќе беше за тоа да поразговараме уште истата ноќ. Но во твојата куќа за проблемите од половината надолу не се зборува. Тоа е строго забранета тема. Си заспа свртен кон зидот и ме казни до денес. 2 години, 3 месеци и 28 дена. Од денес престанувам да бројам. Готово е. Готово е со минатото. На здравје. Кога се роди нашиот син, мајка ти ме повика без да знаеш ти. Додека сум жива, ќе ја паметам таква каква што ја видов тој ден. Слаба, исправена, напудрена повеќе од јапонка со вештачки трепки во врбова нишалка, сета во бело со бисерен гердан од 6 ниски, и со лепеса од ноеви пердуви, онаја што ја позајмуваме за карневалите. Колку ми се допаднаа нејзините меланхолични раце, како од парафин. Слични на твоите. Горда ми личеше на офицер, кој ги слуша само сопствените наредби. Беше подготвена на се, дури и да ми купи педигре, само да поидеш да побараш прошка од татко ти. Ми пукаше душата да ја речам дека нема да сакаш да поидеш, но пред воопшто да се обидам да прозборам. Ми рече, премногу си млада, не ги познаваш мажите. Ке видиш, ке дојде. Мајка ти беше во право. Појде и побара прошка од татко ти. Тогаш прв пат го видов и него жолт келав, со огромни очи кои веќе не беа на овој свет, но и во таква состојба авторитетен, кој со еден збор би можел да те уништи. Вистина е дека ти ја пукнав главата наговарајќи да појдеш на закопот на татко ти. Убедена дека нема да сакаш да појдеш. И тоа ќе беше во ред. Да не отидеше како еден, а се врати како сосема друг човек. Заборави се. Доволен ти беше еден закоп на висока нога, да ја заборавиш гладта, понижувањето, твојата борба против тој и таквиот свет. Заборави се. Ти ги пресекоа крилата на ангел, те облекоа во англиски костум, ти шчешла со патец на средина, подготвен да играш танго, ти го ставија прстенот со семејниот грб, кој никогаш повеќе не го извади, и стана ист како нив. Заборави се. Дури почна и да се фалиш со запекот наследен од твоите предци, а ти си права патка.
И зошто дадов се од себе, зошто ги спрегнав сите сили? За да завршам во унија на осамени жени кои не знаат каде им се мажите? За да одам сама на кино, на концерти, на добротворни акции? За да ја загубам довербата на сите мои пријатели, а твоите нормално не ме прифатија? За да се засолнам кај моите литерати, за да ти го и за да си го сочувам достоинството, за да измислуваш приказни за мојата нечесност, за да ја покриеш својата. А ти имаш елегантно оправдување дека сум ја заменила нашата љубов со љубовта кон твојот син, дека креветот повеќе не ме интересира, дека семафорот секогаш ми е на црвено, дека предолго се задржувам во бањата и затоа те совладува сонот, а вистината е ти секогаш се враќаше дома исцеден. Оп! Летна 20 години. Знаеш ли кој ми помогна да се освестам? Мајка ти. Едно попладне ме повика и ми префрли. Како си можела да дозволиш таква приказна како од водвилј, без воопшто да помисли дали ја знам? Ја погледнав и ја прашав, вие знаете? Накострешено ми одговори, не сакам да верувам дека тоа е вистина. За да не ја дадам за право и реков дека и да е вистина, моја должност е да му верувам на мојот сопруг, а не на луѓето. Прв пат покажа чувство кон мене, ме погледна, се насмевна и ми рече, внимавај, ќерко, ја заменуваш гордоста со мудроста, а тоа може да биде погубно. Кога прв пат ве видов со твојата миленичка во клубот, Дон Санчос, знаев дека имало нешто меѓу вас, има или ќе има. Мислиш не паметам? Паметам. Паметам и по концертот на Рубинштајн во театарот. Тоа беше чиста случајност, јас воопшто не знаев која е таа актерка. Добра актерка, тоа никој не може да го одрече. Но дали си се прашал, што прави таа актерка со оние што и даваат улоги? Уште добива и благородни улоги. Каква иронија. Ете, знам дека си му дал и мирас на незиниот сопруг, за да биде татко на твоите деца. Чист локален фолклор.
каков напад на тресење доби од трубењето на твоите трубачи дека сум легнала со Нано. Љубомората те направи храбар. А знаеш кој е најљубоморен маж? Неверниот маж. Сакаш да ја знаеш вистината? Полоша е отколку што можеш воопшто да помислиш. Не легнав со него! Не затоа што немав желба или храброст, или можност, туку затоа што и тој беше ист како тебе. Кукавица. Добро, во ред, точно е, од почеток грешката беше моја, но немам за што да се каам. И сега, ако треба да го направам тоа, ќе го направам истото. Тогаш бевме без скршена пара. Немавме ни млеко за детето. Кога влегов во канцеларијата, ме одмерка од глава до пети. Каков тип си, реков. Ова добро почна. И бев директна, му реков, да се покаже доволно храбар, да се спротивстави на таткото и да ти даде работа. Во живот немам видено таква цепаница. За да ме шармира, ми рече дека тој за жена како мене подготвен е да изеде и крокодил. Како да го читал Шекспир. После почна да ми раскажува за вашите момчешки денови, за вашиот цивилизиран поглед кон слободната љубов. Но не го оставив долго да зборува. Тогаш ми предложи да дојдам следниот вторник, после работното време. Среда, рече, ќе добие работа. И како што се договоривме, следниот вторник, после работното време, 3 пати тропнав со прстенот на стаклото од вратата и вратата се отвори. Беше посран од страф. Почна да се повлекува и ми рече дека камо среќа тој да имал жена како мене, подготвена да отиде на бесилка само за да му помогне на својот сопруг. Влегов и почнав да се соблекувам. Прво фустанот, потоа чорапите, тогаш забележав дека петиците ми се скинати, па мидерот. Едно е да се биде маж, а друго е да се понижува жена. И за да го дотолчам, му реков дека тој како маж должен е да плати. И не само тоа, туку и да наплати. Го зграбчи чаршафот од масата за состаноци и брзо ме завитка. Разумно постапи. Беше многу непријатно да стојам така како од мајка родена. Долго го гледав Нано во инвалидска количка, но не знаев од што. Вие знаевте? Да, кога ќе се сретневме, се однесувавме како ништо да не се случило. Кутриот. Пред 5 години стаса и до аутопсија. Тогаш сватив. Ти не само што реагираше за доцнето, туку и погрешно. Погрешно! Знаеш кој заслужи куршум? Тој што заслужи куршум в чело е Флоро. Аха, Флоро Моралес, оној од другата екипа. Така вие кукавиците ги етикетирате мажите подобри од вас. Тоа беше при првиот наш престој во Париз,
кога ја измисли службената вечера за да се најдеш со... Но со Флоро Моралес не само што поминав една незаборавна вечер. Тој ме освести. Ми го смени животот. Флоро Моралес само за една вечер ме научи дека не треба да им веруваме на работите што не прават среќни, туку да им се смееме. Инаку, тие ќе ни се смеат нам. Тој ми го објасни Дебиси. Најтешко при свирење на клавир е да се заборават чеканчињата. А знаете што рекол Стравински за Вивалди? Вивалди компонирал еден ист концерт 500 пати. Замислете, 500 пати. А знаете дека Моцарт не постои? Не гледајте ме така. Не постои. Не постои. Затоа што кога е лош, тој е како Хајден, а кога е добар, тој е како Бетовен. Знам, сега си мислите дека тој Флоро Моралес е малку забеган, се согласувам. Но она што никогаш нема да го забораваме, начинот на кој што ме придружуваше тој. И над се, не се плашеше од нежноста. Таа беше магична ноќ. По концертот одевме на вечера и одеднаш улиците почнаа да се полнат со некаква светликава пена. Тоа беше снег. Ми требаше време да разберам дека тоа е снег, затоа што во Париз првпат видов како паѓа снег. Тој си ги собу чевлите, ги врза врвките и си ги обеси околу вратот. Ке добиеш воспаление на белите дробови, му реков. А не дека уште може и да се задави. Како да не, ми рече. Снегот е топол. Тогаш и јас го сторив истото. Ао, каква убавина! Паѓаше снег, низ цел Париз, само за нас двајцата на овој свет. Кога пристигнавме во хотелот, си помислив дека сигурно ќе ми предложи да се качи во мојата соба, да го понудам со пијалак, да му дадам албум со фотографии, што знам некој штосови што ги измислуваат мажите. Но тогаш си помислив дека тој не е како другите. Бев сигурна дека е поразличен од другите. И така испадна. Не ми предложи да се качи во мојата соба. Ми спрати до вратата со топли бакнежи во образите. Никогаш во животот не сум се почувствувала толку осамено, како откако си замина. Утрото со појадокот ми донесоа кошница полна со рози, во која имаше висит карта на која пишуваше каква штета. Тогаш го разбрав она што никогаш не можев да го разберам, дека во животот на секоја мажена жена може да и се случи да легне со друг, без да го изневери мажот.
Сваќаш зошто куршумот требаше да заврши во челото на Флоро. Некај кутриот, Нано. Готово. Готово е со минатото. Во вторникот, во 6 наутро му се јавив на нашиот син. Знам, рано беше. Но сакав да си позборувам со него. Под изговор дека му се јавувам за да го прашам кога и со кој авион ќе пристигне за сребрената свадба. Ми се јави женски глас и ми рече дека таа не смее да го буди пред 9. По гласот почувствував дека е некоја гола русокоса. И реков, ве молам, овде неговата мајка. Нема шанси. Тој е сирак, без мајка и без татко. Бе во шок. Повторно му се јавив на нашиот син напладне, за да го прашам зошто се чувствува како сирак. Тој со многу убав тон, смирен, без никого да навреди, ми рече дека од секогаш нас не чувствувал како да сме мртви. Господ знае што сакаше да каже. Потоа ми рече, знаеш, мамо, јас не ке можам да дојдам за твојата сребрена свадба, летам за Чикаго за свадбата на Агата. Која е Агата, го прашав? Па Агата е девојката што ти се јави утрово, со која ќе се оженам после 3 години, но сега таа се мажи за друг. Пред тоа подпишавме таков договор. Зошто не сакам да знам за никакви лажни портрети, на лажни предци, насликани од лажни сликари. Не сакам да знам ни за измислените хералдики кои служат само за китење. Не сакам да знам ни за купените гласови на твоите сомнителни политичари. Ме слушаш ли? Ме слушаш ли? Не сакам да знам ни за ова време, ни за ова место. Не сакам да знам ни за твојот син кој е мој. Не сакам да знам. Ја уништи и последната надеж за нов почеток, нова интимност, кога збесното ја искрши скапоцената вазна. Сакаше да ме исплашиш? Еве ти на! Остани балсамиран за тој проклет весник. Ставам крај на ова грижливо градена фарса. Уште можам да ги предизвикам сите. Хајде! Пукај! Не сакам брак што ми нуди само чест и сигурност. Уште можам да ги предизвикам сите. Си одам и ќе ти помогнам побрзо да остареш. Не сакам повеќе да го носам и твојот крст. Да, си одам. Си одам како што дојдов, без кучиња да ме лаат. Не поднесувам веќе.
криминалци на нашата маса политичари. Не поднесувам. Бајати вицеви. Не ја поднесувам твојата рамнодушност додека светот се руши. Не те поднесувам тебе, кој постојано ја пее истата гомнарија. Јас имам кокошка дома за пород, кокошка дома, но само ја слушам како пее кокошка за пород не. Наполни повеќе од половина век. И не свати наспроти патувањето на Марс, клонирањето, инвитро отплодувањето, ДНК исследувањето, покрај 6 свити напишани за виолончело, покрај сета слава за душата. Ти се уште не си сватил дека човечките суштества се исти како кучињата. Свесна сум како ме гледаат мажите, ме поздравуваат со бакнеш, само за да ме помирисаат. Исто како уличните кучиња. А жените? Жените по инстинкт на едни им пуштаат мириш што им вели не, а на други што им вели да. Ќе најдам маж што ќе го почувствува мојот мирис, што ќе разбуди љубовта во мене, што ќе ме љуби, што ќе сака да води љубов со мене, секогаш и на секое место до последен здив, и нема да му пречи ништо. А ако не го најдам, ја предпочитам слободата да го барам до бескрај. Дали има некој цигара? Запалка? Не, благодарам. Многу ви благодарам. Ha 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 ha!